Фудбалерките на Кочани претрпеа висок пораз на домашен терен, откако беа поразени во мечот во онредното 10-то коло на првата женска фудбалска лига од екипата на Скопје со резултат од 0-3. Надпреварот беше решен уште во први дел со што трите голови замина на контото на тимот на Скопје, а пак Кочани натаму останал во долниот дел од табелата и ќе води битка за опстанок. Неубедлива победа забележаа фудбалерките на Каменица Саса на домашен терен со 9-1 и ја декласираа речица во меч каде капитенот на домашниот тим Ана Димитровска постигна 5 погодоци. Тиверија Брера на домашен терен во Струмица славеше минимална победа од 1-0 над топ голот Битола. Надпреварот беше решен благодарение на голот на Ивана Илиева. АС Юнајтед 7-2 триумфираше на гостувањето кај Вардар, со што трите бодови заминуваат на контото на тимот од Струга. Вражино се покажа како тврден каде тешко се освојуваат бодови. Истатов одигра 2-2 со шампионот Љуботин и со тоа тимот на Истатов, кој го води искусниот стратег Кирил Изов, е првиот кој зеде ботот шампионот сезонава, но ја запре таа победничка серија од 9 победи на тимот на Љуботен. Во однос на самата табела, екипата на Љуботен на врвот со 28 бодови, вторе Скопје со бод помалку, односно 27, а пак Тиверија Брера на третата позиција со 21 освоен бод. На четвртото место е тимот на АС Юнајтед кој собра 19 бодови, а пак на петата позиција е Каменица Саса со 18 бодови, додека пак Истатов е шести со 16 бодови. Следува драстичен пресек на табелата, односно следуваат 4 екипи кои ќе водат битка за опстанок. Вардар е седми со 5 бодови, а по 4 бодови има Топ Гол, Речица и Кочани. Последно пласираниот тим директно испаѓа од прва во втора лига, а пак предпоследниот тим, односно девето пласираната екипа, игра бараж за можен опстанок во првата лига.